Покрај тоа што половина година наставниците работат на принцип на снаоѓање со материјали, стартот на второто полугодие не ги дава ни надежите за подобри услови за вработените во секторот образование. Се уште не било подпишано ветеното зголемување од 3,4%, а дополнително нацрт законот за систем на плати во јавната администрација ќе оневозможи вработените да се изборат за корекција на и онака ниските подпросечни плати во образованието. Независниот синдикат реагира дека сега во одредени средини им се заканува и губење на работните места поради големото иселување. Се на се, оценката е дека стартот на втората половина од учебната година е нецелосен и неквалитетен. Земејќи ги предвид и сите недостатоци кои во делот на инфраструктурата, како и најавите дека голем број од ученици се испишуваат, можеме да кажеме дека е критична состојбата и поготово и за работните места на дел од просветните работници во оние делови каде што имаме недостаток на деца поради миграција. По однос на предлог законот за плати, се намалува влијанието на работникот да вие преку штрајк, преку протест, преку било која друга форма за да ја коригира ниската подпросечна плата, поготово онаа што имаме ние вработените во секторот образование. За новиот предлог закон реагира и од СОНГ дека истиот е противуставен и дискриминирачки, но министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска не гледа така. За неа ова е закон кој ќе воспоставил правда во платите и била првична верзија за која можело да се разговара. Додека Министерството за образование се пофали дека имало успешен одложен старт на втората половина од учебната година со најава за капитални инвестиции и дистрибуција на учебници кои не знаеме кога ќе се случи, ситуацијата во училиштата кажува сосема поинаква слика. Децата седнаа на школските столчиња, ама на клупите се уште немаат учебници за голем број предмети. Стартот на второто полугодие во учебната 2022-2023 година го оценуваме како нецелосен и недоволно квалитетен поради тоа што се уште недостасуваат учебници по голем број на предмети, поготово во по средното образование, но за жал има и во основното образование по многу наставни предмети недостасуваат учебници. Сериозен предизвик оваа учебна година беа и константните дојави за бомби во првото полугодие. Случај кој МВР се уште не успеа да го реши. За среќа, новото полугодие започна без вакви дојави. А како ќе се надополнат изгубените часови од првото полугодие во основно и средно образование, Министерството за образование и наука се уште нема јасен план.